Здраво, ова е 319-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуални филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Асфалт Сити од Жан Стефан Совер, во кој станува збор за Оли Крос, глумен од Тај Шеридан, млад болничар кој работи со амбулантно возило за итни случаи, кој е новодојден на работа и му припаѓа најопасната ноќна смена, во која е воведена страна на повозрасниот колега Джин Рутковски, глумен од Шон Пен, со која делат смената и заедно се нурнуваат во непредвидливиот њујоршки мрак, во кој искуството на Рутковски од помош за справување со вознемирувачките повици, во кои не знаат со што ќе се соочат на лице место, неретко ризикувајќи ги нивните животи за да ги спасат тие на неблагодарните, што раѓа своевидна аверзија, особено кај Рутковски, кој ќе започне да одлучува кој треба да биде спасен, а кој не, прекршувајќи ја најсветата Хипократова заклетва, која ја има дадено, кршејќи ги моралните и етички нормативи на работното место, ставајќи го во незавидна позиција младиот болничар кој почнува да се угледува на неговиот морално корумпиран возрастен колега. За прв пат говорев за филмот уште минатата година во мојата емисија Дансе Макабре, во епизодата посветена на Канскиот филмски фестивал, кога го најавив овој филм под називот Black Flies. Поим кој соодветно е елабориран во делото дека се однесува на овие инсекти привлечени од страна на распад и трулеж, заврши 2023 година и од црните мувини трагани глас, се додека не се појави плакат за филм со Тај Шеридан и Шон Пен оваа година кој гласеше Асфалт Сити. Не ги знам поединостите, ниту ми се шпекулира зошто компаниите кои ги купуваат правата на филмот во јануари оваа година го преименуваат од анималистичкиот хорор наслов до урбаниот њујоршки насип, но како и да одлучат да се нарекува филмот, ниту еден наслов не може да ја прикрие потентната абсорбирачка мрачнина која вирее во него како црна дупка која шмукува се што некогаш било хумано. Затекнување на насилни сопрузи кои ги тепат нивните жени, предозирани наркомани, агитирани членови на улични банди, бебиња родени во крв и гнаса и мртви тела кои маринирале во распад и негрижа се секојдневие од работните обврски кои ги имаат болничарите, кои не секогаш навремено доаѓаат да бидат од помош на ликови кои се неблагодарни за нивното насилно влегување во нивниот живот, тргнат во надолна линија кон небитнината. Со секој неуспешен обид за спасување на пациентите, болничарите се ставени во позиција да се јадат самите себе си, дали направиле се што можеле за да ги реанимираат телата, што е размисла на младиот Оли, со која одамна се имаат помирено старешините, кои се свесни дека нема излегување од мрачниот круг на пропаста, па дел од нив се обидуваат да им ги скратат маките на нив и да го поштедат светот од нивното постоење. Така што филмот си има своевидна ангажираност да фрли едно мрачно светло на забаталеноста на болничарите од страна на државата, кои работеа додека паднаа колите близначки, кои работеа додека траеше пандемијата, а сепак се обезвреднети од страна на државата за условите во кои работат и третманот кој го добиваат, кој е далеку од благопријатен и ценет. Филмот се базира на истоимената новела од Шенон Бърк од 2008 година. Тај Шеридан одлично се носи со типизираниот лик на новелијата во овој акционен трилер, кој го осознава душевниот мрак кој владее со њујоршките улици штом изгрее месечината, за кој говорев за малтене слична, но споредна улога во The Card Counter од Пол Шредер, а неговиот повозрастен колега Шон Пен, со кој се појавија заедно во The Tree of Life од Теренс Малик, кој со неговата истакната глума го остава впечатокот дека е аморален човек кој предолго престојува во мракот на Њујорк и погледнал работи кои требало да останат непогледнати. За неговата позиција претходно биле планирани и Мел Гибсон и Николас Кейдж, но мислам дека ќе се согласиме дека со нив ќе гледавме многу поразличен филм од овој. Покрај нив има плејада на препознатливи споредни улоги, од кои секако дека најнеподнослив е перформансот на Майк Тајсон, кому не му е местото како надреден на болничарите во делото со неговото преглумување, но за разлика од него има неколку женски ликови кои на еден или друг начин согледуваат дека болничарите ги носат тегобите и јадежите во домот и ги трујат нивните врски, како што е случајот со поранешната сопруга на Рутковски, глумена од Кетрин Уотерсон, од Fantastic Beasts и Alien Covenant, како и девојката на Оли, која ги зачинува еротските сцени со него, глумена од Ракел Наве, па дури и Кели Рейс од последната сезона на True Detective, ќе ја забележиме во делото во клучната сцена во која ќе го погледнеме вистинското лице на Рутковски, кога ќе биде поставен во исклучителна ситуација.
И секако не смее да остана неспомнати Майкл Пит, кој има стравична филмска кариера за себе, соработувајќи со великани, кој глуми колегата болничар, кој кога влегол во војната во асфалтниот град, му се допаднала ентропијата, со која се поистоветува, свесен дека во секоја војна има колатерална штета, па навлегува во постојани конфликтни ситуации металецот кој грми Metal Allegiance во амбулантното возило, кој е во една константна неслога со Оли и неговиот вредносен систем. Не му верувам на совер дека Оли ќе излезе од дулото во кое живее и ќе го положи медицинскиот испит, колку и да му е надежен епилогот наспроти дотоаш погледнатиот хаос. Сте го погледнали Training Day од Ентони Фукуа од 2001 година и ред други филмови предводени од двоец во кој е впрегната динамиката на учител и ученик, односно ветерани и новодојден колега, кому треба да му биде покажано гредото лице на улицата. Филмови како Blue Steel, The Bone Collector, The Rookie и многу други визии на опасниот Нью Йорк од 70-тите на Пол Шредер, така што и Asphalt City може да се додаде на оваа бесконачна листа од наслови кои го содржат овој сооднос помеѓу колегите, во кој повозрасниот полицаец е секојаш повалкан од помладиот. Директор на фотографија е Дейвид Унгаро, со кој соработуваше Жан Стефан на A Prayer Before Dawn, кој исто така ги сними Sumerian, Мери Шели и Донибрук, максимално ги искористува црвено-сините светла на амбулантното возило за да ја пролонгира интензивираната колор палета на мракобесието во градот, светло кои монтажерите умеат да ги употребат како составен дел од транзициите помеѓу сцените. Унгаро ги документира на рака соочувањата со неблагодарните пациенти на кои им ги спасуваат животите болничарите, на кои многу малку фали да го изгубат својот, како во случајот со застреланото животно, кој е одличен кадар метафора за колку вреди еден живот во асфалтната џунгла. Колку и да сака Оли, нема да може да ги спаси сите. Музиката на филмот е создадена од Николас Бекер, кој има работено на музиката на Sound of Metal, кој за потребите на филмот компонира заедно со Квентин Сиржак, кои имаат направен огромен број на партитури за филмот, кои најчесто се базираат на мрачни амбиентални осцилации и синтвейв низ простор и време, сосема соодветни за озвучување на натежнувачката мизерија која ја гледаме, но со помош на перкашен и различно отчукување, го најавуваат на пласнувачкото крешендо од соничниот бран на злоба, кој ќе ги проголта ликовите. Етеричен е звукот на асфалтниот град, погребан во едно затише пред бура, додека повремено не провее некое ламентирачко пијано или гудачки плач, за да се акцентира таговното милие на делото со по некој одек на звонци кои како камбани бијат за покојните, препуштени на заборав. Секако дека ова не е единствениот филм на Совер, во кој го нагласува дишењето на ликовите во дизајнот на звукот или со срцебиење да го истакне притисокот под кој подлегнува протагонистот, кој во овој филм е искористен делотворно за паничниот напад на кој посведочуваме кога Оли за прв пат се соочува со туѓиот живот, кој виси во неговите раце, со става која неговите колеги ќе си ја само назначат титулата на божества, кои ќе одлучуваат кој заслужува да живее во безнадежноста на околностите во кои се затекнати. Монтажерот на Теренс Малик Саар Клайн и монтажерката на браќата Коен Кейти Меквери се задолжени да ги секвенционираат овие епизодни соочувања со лицето на смртта од страна на болничарите, но во тоа подредување, сечење и лепење се постигнува еден натежнувачки траурен тон, кој на гледачот му дава до знаење дека агонијата има собствен детерминизам на кој му робуваат ликовите, кои се заглавени во тој свет заедно со гледачот. Може да го напуштат во секој миг, но дали црните муви би се одлепиле од бифето на свежи лешови. Трае предолго, но сметам дека треба гледачот да престојува во својата неудобност, за да се запраша себе си што би направил доколку е на местото на ликовите на филмот. Мило ми е што режисерот Жан Стефан Совер ми даде соодветен повод конечно да говорам за неговата филмографија во идеологија, која неизмерно ја почитувам затоа што сметам дека многу малку се реферираат неговите филмови од моите колеги, исто како што доволно не се валоризира неговата уникатна способност да се нурне во мрачните домени на човечката психа и истовремено додека го срози гледачот, заглавувајќи го заедно со протагонистот во безнадежниот свет со помош на неговиот филмски приод да најде една искра на крајот на мрачниот тунел која може да биде спасение, но може да биде и надоаѓачки воз.
Ја започна кариерата со краткиот Ламјул од 2000 година за колумбиката која е претресена на францускиот аеродром, за наредната година да го прикаже симпатичното момче од Колумбија кое се шета низ својата населба со рамка од телевизор во Адиос. Во 2004 година го снима долгиот документарен филм Карлитос Медеин, во кој говорителите во камера посочуваат колку е лесно да се умре во Медеин на насилен начин. Во краткиот Матало од 2005 година, деца од Мексико Сити се соочуваат со нивниот ѓавол, а првиот долг игран филм исто така вклучува деца родени во насилен свет, односно култниот Џони Меддог од 2008 година за тинејџерот кој со својата чета предводи бројни десанти во Либерија, награден на Канскиот филмски фестивал со Регард Хоуп наградата. Од 2012 година го сними телевизискиот филм Панк со Беатрис Дале, која е мајка на еден бунтовен тинејџер кој со својата дружина на панкери оди на свирки, започна тепачки со неонацисти, гневејќи зошто е неприфатено неговиот татко, филм кој не можам да се помирам со фактот дека е класифициран како телевизиски филм, кој е рамо до рамо со Џган и панкот не е мртов кај нас. Од 2017 година го зеде Џо Кол под своја рака и го стави во тајландски затвор во одличниот Prayer Before Dawn, каде боксерот единствениот начин да најде спокој го гледа во рингот, во кој ќе го положи животот. Перформанс за кој беше награден на британските награди за независен филм. Веќе е најавен неговиот нов филм, насловен Addicted to Violence, кој има и уште еден наслов, Mission Blacklist, во кој Роберт Патисон ќе глуми детектив, надарен за извлекување и декодирање на информации, кој ќе треба да ја помогне на армијата да го најде Садам Хусейн, ама ќе се вовлече во нивните матни агенди и открие повеќе тајни отколку што треба да знае. Доколку новиот филм е неговиот таксист во амбулантно возило или Bringing Out the Dead, доколку сакаме да се доближиме до трауми на еден болничар од филм на Скорсезе, или компарираме со Broken Vessels од 1998 година од Скот Зил, тогаш A Prayer Before Dawn му е тајландски Raging Bull, кој во епилогот го има немиот објект кој е сведок на обидите за реанимирање на жртвите на улиците од новиот филм, односно амбулантното возило. Световите во филмовите на Жан Стефан се немилосрдни и безпоштедни, насилни и злобни, безизлезни и доволно грозоморни за систематско уништување и на последниот грам на хуманост во битието, што на почетокот на филмот сме го спознале како човек, а до крајот е сосема поразлично чудовиште, кое погледнало во амбисот. Доброто и злото се две екстреми категоризации кои постојат во секое битие, кое под исклучителни околности мора карактерно да се оформи и да избере каков човек сака да биде. Совер е мајстор за протнување на централни протагонисти низ пекол, за да може да се воспостави поистоветувањето на гледачот со страданието на ликот, низ чија фокализација ги дознаваме душевните јами на земјата. Тоа значи дека Жан Стефан цел живот снима еден единствен филм, во кој протагонистот се протнува низ лабиринтот на насилниот свет, за да излезе променет, меѓутоа тоа маниристичко поклонување на деранжирачките тропи го прави секој негов акционен филм структурално конвенционален и колку и да противречат неговите протагонисти на таа согледба, се подигнуваат зидини кои водат до еден теснец упатен директно кон нивната пропаст. Убеден сум дека доколку преземе некакво случајно застранување надвор од себе наметнатата конвенција да го скрши калапот на клишеата, може да го изненади и гледачот, а може би и себе си. Затоа не е за секого овој нихилизам кој блика од ќошињата на Њујорк, правејќи од градот воено поле, а болничарите преживеани војници со PTSD. Филмот под називот Black Flies ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, а потоа се прикаже на Ситџес и беше номиниран за камера и маж наградата, но ништо не освои каде и да се појавеше, токму поради неговата грозота, не баре жири комисиите бегаат, како да е Ферара или Вернер Херцог во прашање, па добро, тие барем имаат по некоја награда. Film Nation, Roadside Attractions и Vertical го дистрибуираа во киносалите со сменетото име по кое го знаеме денес, Asphalt City. Интензивен филм за продирањето во опасното ноќно руво на Њујорк низ призмата на млад болничар кој го погледнува амбисот во очи и тоа соочување со злокобата не го остава непроменет, напротив, нагризнува дел од неговата душа, запрашувајќи се дали воопшто вреди да се ризикува животот за оние кои не сакаат да им биде помогнат. Ако морам да го евалуирам, тогаш Asphalt City од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 319-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!